Полугодишниот извештај за работењето на полициската станица во Кочани беше повод за подолга расправа меѓу опозицијата и опозицијата во Советот на општината во рамки на редовната 16-та седница. Дел од забелешките што дојдоа во врска со извештајот се однесуваа на безбедносната состојба во првите 6 месеци од годината, а координаторот на опозицијската советничка група ја потенцираше најавата од и Кочани повторно ќе добие сектор за внатрешни работи. Почитувам командире дека ние на претходниот извештај, на кварталниот извештај ви дадовме поддршка за кварталниот извештај и ако ги кажавме слабостите, тогаш констатиравме многу работи заеднички и донесовме еден заклучок со кој што и ние како опозиција дадовме поддршка да полициската станица заедно на чело со вас проба да го врати сејајот и статусот на полициски сектор кој што имаше пред многу години. Па би сакал да ми кажете и да ми одговорите докаде е ситуацијата со ова, иако гледаме и констатираме дека и покрај поминати 3 месеци се уште нема никаков повидок дека ова ќе се случи, а со оглед на тоа што знаеме дека неколку пати доаѓаше министерот за внатрешни работи, докаде е ситуацијата со ова. Прашањето на Митев иницираше реплика од советничката група на позицијата, поради што се разви дискусија во поинаков правец од очекуваното. Само да ве потсетам, пред се морам да истакнам дека добро е што се залагате за тоа да или посекувате да стане сектор за внатрешни работи, меѓутоа да ве потсетам дека токму во владењето на ВМРО ДПМН полициската станица во Кочани беше симна до нивото од сектор во полициска станица. Дајте како град, изборете се. Изборете се, направете нешто добро, за наше добро, за доброто на граѓаните. Сите од тоа зависиме. А политички поени најмалку треба сега да се збори и да се покажуваат некои работи и да се вратат со прст и да се враќаме назад. Зошто не искочите одговорницата и да кажете што вие направивте полициската станица да не биде полициска станица, туку да остане сектор? Во ваше време имаме едно скалило надолу. Значи ние почнуваме со едно скалило надолу и правиме лобирање и се обидуваме полициската станица да ја дигнеме на едно ниво повисоко. Точно и тоа дека 10 години не успевале, немале храброст да претходните структури со граначалникот, па и ние како советници не успевавме, а гласавме и тогаш, така ли беше? За извештаите. Ама еве сега вие сте на потек. Зашто политички настапувате и коментирате? Ние од оваа говорница да гледаме да се бориме што е можно максимално, дали институционално, дали вонинституционално да слушнат граѓаните, ако треба да делуваме, да блокираме улици, патишта, да видиме што е потребно за да полициска станица Кочани стане сектор за внатрешни работи и со самото тоа се возможат вработување на повеќе кадри за да полициската станица, односно секторот за внатрешни работи во иднина може подобро да извршува својата работа. Ваквата расправа на седницата не беше насочена кон полугодишниот извештај за работа, поради што дискусијата се обиде да ја смири командирот на полициската станица, кој посочи на искажаните резултати во извештајот. Гледате дека се зголемени мерките од нашето работење. Да почнем од почеток, мислам дека не треба да го образлагам се, од дело на економскиот криминалитет имаме поднесено многу повеќе пријави кривични, од делот на недозволена трговија со дроги исто така. Сите параметри покажуваат дека имаме поднесено повеќе кривични пријави и дека имаме многу повеќе работено и сработено. Во врска со дискусијата за повторното враќање на секторот за внатрешни работи во Кочани, Јакимовски даде и дополнително појаснување. За тоа треба да се измени законот за полиција. Ние имаме најава дека ќе треба да се донесе нов закон за полиција, во кој ќе бидат предвидени најмалку уште 3 регионални центри, меѓу кои ќе биде Кочани, Прилеп и мислам или Гостивар или Кичево од Западна Македонија. Значи, се додека се овие услови, ние во овие услови ќе работиме, не сакам да образлагам, значи работиме во тешки услови. Командирот на полициската станица во Кочани додаде дека неодамна се примени 15 униформирани полицајци, што до некаде ја подобрува состојбата за да може да се одговори на задачите. Сепак констатираше оти недостасува стручен кадар во инспекцијскиот дел, зашто најдобро решение би било доколку се оформи регионален центар во Кочани, односно сегашната полициска станица, повторно да го добие статусот на сектор, што го имаше и порано.
На крајот од дискусиите, со мнозинство гласови беше дадена подршка на полугодишниот извештај за работа, со очекување дека законот за полиција брзо ќе доживее измени за да се промени и статусот на полициската станица во Окочани.